Моето излагање би започнало со една реченица од Декларацијата за медиумско образование, донесена од УНЕСКО во 1982 година, во која јасно е нагласено значењето на медиумската писменост во образованието, дека, цитирам, живееме во свет во кој што медиумите се присутни. Реално, современиот човек голем дел од своето време поминува со медиумите, независно од тоа дали се печатени или електронски. Кога станува збор, пак за учениците, прашањето кое се наметнува е дали медиумите го имаат вистинското место во образованието. Иако терминологијата медиумска писменост не се употребува во образовниот систем во Република Македонија, сепак учениците од основно образование на часовите усвојуваат знаења и за овој вид писменост. Пристапот, опфатот и реализацијата е на различен начин, со различен обем, во различни одделенија и преку различни наставни предмети. Во основното образование целите, содржините, поимите и активностите за медиумите се предвидени во наставните програми по предметите македонски јазик, албански јазик, турски јазик, српски јазик и босански јазик, како мајчини јазици, потоа во општество, работа со компјутери и основи на програмирање, граѓанско образование, програма за животни вештини, вештини за живење, творештво, проекти од информатика и слично. Општо земено обемот и опфатноста на содржините е различен, а со тоа и фондот на часовите. Пред ученикот се појавува дилемата дали може успешно да одговори на предизвиците кои ги носи секојдневнието, поаѓајќи од фактот дека пласираните информации не секогаш се вистински, реални, точни и корисни. Истражувањето кое Високата школа за новинарство и односи со јавноста го спроведе во соработка со Бирото за развој на образованието, мислам дека ни даде одговори на некои дилеми и некои прашања во врска со медиумската писменост. Со воведувањето на 9-годишното основно образование во 2007 година, Бирото за развој на образованието пристапи кон изработка на нови целни наставни програми. Содржините предвидени за реализација се во насока ученикот успешно да ги усвојува знаењата кои ќе имаат соодветна примена на не само во училиштето, туку и пошироко. Во таа насока би истакнале дека оваа година Бирото започна со реформи на наставната програма по предметот граѓанско образование за 8 одделение, во која се опфатени содржините и за медиумска писменост. За наредната учебна година престои реформирање и на наставната програма за граѓанско образование за 9-то одделение. Според наставниот план, ученикот има можност да избира предмети кои ќе предизвикаат интерес, љубопитност, желба да истражува и да анализира. Ако ученикот го избрал предметот во кој се опфатени содржини од областа на медиумска писменост, тогаш ќе може дополнително да ги прошири своите знаења. Во средното образование состојбата е поинаква. Не е замерлив бројот на предмети во кои содржински, иако во мал сегмент се третираат и прашања поврзани со медиумска писменост и медиумите. Опфатот е во поголем број предмети и во гимназиското и во стручното образование. А со најновите реформи на наставните програми во средно стручно образование содржините од медиумската писменост не се изоставени. Можеби треба да обрнеме поголемо внимание на тоа како функционира триаголникот родител, ученици и наставници и колку истиот може да има улога и влијание при донесувањето одлуки за примена на медиумската и дигиталната писменост. Ова го потенцираме поаѓајќи од сознание дека учениците или децата имаат слободен пристап до различни видови медиуми и информации при користење на новата технологија, а родителите не секогаш обрнуваат доволно внимание каква продукција следат учениците, како тие им пристапуваат на информациите кои ги
пласираат електронските медиуми, во кој обем примаат информации од различни извори и како ги сваќаат нивните содржини. Во таа насока, Бирото постојано вложува напори за осовременување на наставата, при тоа следејќи ги европските текови и напредокот на технологијата. Навремено се надополнуваат наставните планови со наставни предмети од областа на ИКТ, се изготвуваат нови наставни програми со цели кои овозможуваат оспособување за правилно, етички и безбедно користење на технологијата. Мораме да напоменеме дека континуирано се реализираат обуки во воспитно-образовниот кадар во училиштата за користење на технологијата во наставниот процес. Во тек е реализација на регионален проект Училишта на 21 век, во кој Бирото го реализира во соработка со Британскиот совет. Преку овој проект наставниот кадар во основното образование ќе се оспособи креативно и критички да пристапува кон решавање проблеми при употребата на информатичката технологија, едни од клучните компетенции на дигиталната писменост. Со цел да обезбеди современа поддршка, обезбеден е систем за управување со учење, кој ќе се користи за онлайн обуки за наставниците и стручната служба во училиштата, следење на нивниот професионален и кариерен развој и избогатување на вештините за дигиталната писменост, со што ќе се овозможи унапредување на квалитетот на образованието во Република Македонија. Образованието е процес. Резултатите од тој процес се поврзување на јазичната писменост, нумеричката писменост, медиумската и дигиталната писменост. Медиумското и дигиталното образование во тој процес на стекнување знаења треба да води кон настава и учење за нивна вистинска употреба на часовите, а не само како наставно помагало, каква што е моментална состојба. На крајот можеме да констатираме дека нам ни е доделена задача во 21. век да образуваме и да воспитуваме генерации кои ќе ни бидат медиумски и дигитално писмени, и на тоа поле треба да работиме посветено и одговорно.